професори и съветници, добър ден на всички граждани на Републиката. Я свиквам 25-та седмица на своята община Републиката со следниот дневен ред. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Советна општина Демократија за остатокот на мандатот. Предлог број 2. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Советна општина Демократија за остатокот на мандат. Точка број 3. Предлог решение за изменување на решението за формирање на комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Точка број 4. Предлог решение за изменување на решението за формирање на комисија за доделување наградни признания. Точка број 6. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за финансии и локален економски развој. Точка број 7. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животна средина и природа. Точка број 8. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за јавни дејности. Точка број 9. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за статут и прописи. Точка број 10. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за земјени односи на жените и мажите. Точка број 11. Предлог решение за разрешување и именување на председател и членови во комисијата за земјоделие и лозарство. И точка број 12. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за местна самоуправа. Послушнавте дневниот ред. Дали некој сака нешто да додаде? Поверите господин Зоран. Бар мислено на дневниот ред, каде што точката број 7, предлог решение за разрешување и именување на член на комисијата за урбанизам, комунални дејности, комунални работи и сообраќај, заштита на животна средина и природа, да дојде како точка број 1. Гласаме? Да, Јас имам предлог. за истата тоа? Не. Тогаш да минеме на гласање. Кој е за точката број 7 да стане точка број 1? 4 гласа за. Кој е против? Кој е против? Кој е воздржан? Имаме 4 гласа за и 3 гласа, 1 глас против и 2 гласа воздржан. Значи, предлогот на господин Зоран Стојанов се усвојува. И точката број 7 станува точка број 1. Однето натаму. Друг предлог? Да се додаде точка во дневен ред за разрешување на председателството. Остава предлог на Кога ќе се гласање. верификува мандатот на новите советници? Кој е за предлогот да се стави точка нова на дневен ред за Решение за избор на избор председател. на Кој е за? Против? Воздржани? Нема. 3 гласа за, 4 гласа против, 1 глас без воздржан. Значи точката, предлогот на Ивана, за да се стави точката за избор на председавач, не е прифатено и не е однесен предлог. Дали имаме друг предлог? Ако немаме друг предлог, да гласаме со измената на дневниот ред, точката да се до точка на 1, и другите да се поместат надоле, да гласаме за дневниот ред. Кој е за? Имаме 5 гласа. Кој е против? Кој е воздржан? 2 гласа. Значи имаме 5 гласа за точката дневниот ред за 25-та седмица. Да поминеме на записникот сега. Претходна 24-та седмица, дали да разгледате, дали да бележки нешто, дали некој нешто сака да каже во однос на записникот.
гласа за. Значи, е исто. Продолжуваме со дневниот ред. Значи, имаме прва точка. Предлог решение за разрешување и именување на член во Комисијата за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животна средина и природа. Го молам, значи, председател на Комисијата за верификација. Комисията за верификация заседаваше и даде преди до Совета за нов член во Комисията за урбанизам, комунални работи и сообраќај и заштита на животна средина и природа да се именува Александар Галачев. Дава предлогот на комисијата на гласање. Кој е за? 4 гласа за. Кој е против? 2 гласа против. Кој е воздржан? 1 глас. Значи, Александар Галачев е новиот член на Комисијата за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животна средина и природа. Точка број 2. Предлог одлука за верификација на мандат на член на Советна општина Демократија за остаток на мандат. Повелете, господин министр. Председател на Комисията за верификација на вътрешни избори и именувања на 27.10.23 година во состав за настојање на Георгиев Водеча Шекојев и првата и втората точка взема збор, затоа што се работи за верификација на два члена на мандат на Советна општина Демократија за остаток на мандат. Првата и втората точка од дневниот ред, председател на комисијата ја извести Комисија за верификација на вътрешни избори и завршен сорок на 24-та седмица на Општинската изборна комисија за Демократија и доста одлуки за престанок на мандат на член на Советна општина Демократија. Општинската изборна комисија за Демократија доставила известување од Јулија Иванова, со која извести дека е нареден кандидат за член на Советна општина Демократија, листа на кандидата за член на Советна општина Демократија на СВСМ коалицијата Најдоброто за мојата општина и известување до Кристина Николовска како нареден кандидат од листата на група избирачи Ани Трчевски. Исто така, Општинската изборна комисија за Демократија ги извести број на делите лица дека согласно член 155 од изборните закони се должи да од 8 дена од денот на примат на известувањето да ја извести Општинската изборна комисија за Демократија дали го прифаќаат мандатот за член на Советна општина за Демократија за остаток од мандатот во партијалниот состав на Совет. На 9.10.23 година Јулија Иванова доставила известување до Општинската изборна комисија за Демократија дека го прифаќа мандат за член на Совет за остаток на мандат во партијалниот состав на Совет. Преди лицето Кристина Николовска во законскиот рок не се изјаснила, Општинската изборна комисија доставила известување до лицето Оливер Недев, со кое го известува дека е нареден кандидат за член на Советна општина Демократија од листата на групи избирачи Ана Крстевски. И му кажува на законската одредба дека доколку во наведениот рок од 8 дена од примат на известувањето не е извести Општинската изборна комисија за Демократија за прифаќање на мандатот, тоа право ќе биде пренесено на нареден кандидат од листата. На 19.10.23 година Оливер Недев доставил известување до Општинската изборна комисија за Демократија дека го прифаќа мандатот за член на Совет на остаток на мандат на актуелниот состав на Совет. Комисията ги разгледа доставеното уверение за избран член на Советот на Општинската изборна комисија за Демократија, при што утврди дека уверението за избран Советот на Јулија Иванова е согласно со постигнатите изборни резултати за извршениот избор за локалните избори 2021 година. Уверението за избран Советот на Оливер Недев е согласно со постигнатите изборни резултати од извршениот одбор на локалните избори 2021 година и посочи дека согласно пропишаните законски процедури останало уште Советот на општина Демократија да го верификува мандатот на Јулија Иванова и на Оливер Недев. Тоа е за првите две точки. Може да продолжиме ако известите за третата да не се повторувам или да... Не, поединечно третата. Добро. Значи, имаме одлука за верификација на мандат на член на Советна општина Демократија за остаток на мандат. Се верификува мандатот на Јулија Иванова како член на Советот
листата на социјална-едукација од Сојузот на лицата на Европска општина и денеска Јулија ќе добие своето уверение. Прво да поминиме на гласање. Кој е за Јулија Иванова да го добие својот мандат за во Советот на општина Никабија? Значи, сите сме за, 8 гласа за. 7. Можеме да продолжиме со верификација на другите. Значи, ајде сега ја повикувам Јулија да ја прочита пред нас свечената изјава за Советот. Јас, Јулија Иванова, свечено изјавувам дека правата и должности на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивно вршење ќе го почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна Македонија. Точка број 3, значи од дневниот ред, затоа што го извештајот беше дадено образложение, е донесена одлука за верификација на мандат на член за Совет на општина Никабија од листата група избирачи Ангел Дрстовски за господин Оливер Негев. Подавам на гласање предлогот кој е за господин Оливер да биде член на Советот на општина Никабија. Сега го повикувам господинот Оливер Негев за да даде својата свечена изјава и да стане пълноправен член на Советот на општина. Јас, Оливер Негев, свечено изјавувам дека правата и должностите за член на Советот ги вршам свесно и дека ќе никако не вршење и почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Северна. Можеме да продолжиме со дневниот ред. Одиме со четвртата точка, предлог решение за именување на решението за формирање на комисија за стипендирање на ротирани ученици и студенти. Ова точка дневниот ред се однесува за именување на решението за формирање на комисија за стипендирање на ротирани ученици и студенти. Поради престанок на мандат на член Панчо Лазаров, кој бил член на
констатираме дека предлогот Стојана Стојанов да биде член на комисијата не е прифатен. Преминуваме на давање на нови предлози. Молам да дадеме нови предлози. Може да подсетиме кои беа претходно членови? Имаме тук. Евка Мусинов, Јулијана Гаци, Евгенија Дюкуев и Доска Харацавиев. Еден член и два. Значи Евка Мусинов е само наследна. Ове Ивана. Па, за тоа што вие имате добри со партија. Прилично не е добри, меѓутоа предлагам Елизавета. Ставам предлог на гласање кој е за Елизавета Петрова да биде член на комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Кој е за? Можам јас да гласам. 4 гласа за. Кој е против? Кој е воздржан? Значи, и овој предлог се прифаќа. Одеме понатаму. Давате други предлози. Додавам предлогот на гласање. Кој е за Јулија Иванова да биде член во комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти? Кој е за? Кој е против? Воздржан нема. Со 5 гласа за. Предлогот Јулија Иванова се прифаќа. Значи Јулија е член на комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Одиме понатаму. Точка број 5. Предлог решение за изменување на решението за формирање на комисија за доделување награди и признани. Ова точка дневниот ред која се однесува за изменување на решението за формирање на комисија за доделување награди и признани, кој е престанок на мандат на членовите Панчева, Заров, Јанин Крстовски, добре член на оваа комисија. На нивно место се предлага Стојна Ѓоргиева и Оливер Недев како нови членови на комисија. Во самиот предлог има една техничка грешка што ви е доставена во материјалот. Тука стои во точка 1, во член 1, точка 2 и 4 треба да се додадат. Значи е пропуск направено за службата. Тоа што се менуваат двајца, а не еден во предлогот, значи. Двајцата члена за иста комисија одат со едногласно. Така, нели? Да. Да видиме за предлог членови за комисијата за доделување награди и признанија се Стојна Ѓоргиева и Оливер Недев и ставам на гласање. Кој е за? Едногласно? Одиме понатаму. Точка број 5, 6. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за финансии и локален економски развој. Знам да ти прашаме, што ќе јас мислејќи дека таа е за урбанизам, јас попред. Одиме значи со предлог решение за изменување на член во комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување. Победите. Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања винаги го разреши тоа наставното код избор на председател на комисијата за нов член во комисијата во предлога Оливер Недев. Поставам предлогот на гласање. Кој е за господинот Оливер Недев да биде член на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања? Сите сме за. 9 гласови за. Предлогот се прифаќа. Точка број 7. Одмениот ред. Предлог решение за разрешување и именување на член во комисијата за финансии и локален економски развој. Комисијата за верификација ги предлага разрешение во комисијата за финансии и локален економски развој. Местото на Панчева,
Лазаров, поради престанок на мандат, за нов член се именува Стојна Георгиева и за престанок на мандат на Антон Крстовски се именува Евкан Усунов. Предлозите се Стојна Георгиева и Евкан Усунов. Става предлог на гласanje. Ko je za Стојна Георгиева и Евкан Усунов да се членови на комисија за финансирање и локален економски развој? Гласаме. Ko je za? 8 гласа, 9 гласа. Едногласно се за. Предлогот е усвоен. Одиме понатаму, точка број 8. Ја поминавме, сега одиме на предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за јавни дејности. За член на Комисија за јавни дејности, поради разрешување на Антон Крстовски поради престанок на мандат, Комисијата предлага да се именува Оливер Медведев. Ставам предлогот на гласanje. Кој е за Оливер Медведев да стане член на Комисијата за јавни дејности? Гласно. Оливер Медведев да стане член на Комисијата за јавни дејности. Одиме понатаму, предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за статут и прописи. Комисијата за член во Комисијата за статус и прописи предлага да се именува Јулија Иванова. Ставам предлог на гласanje. Кој е за Јулија Иванова да стане член на Комисијата за статут и прописи? Едногласно, и сте за. Се усвоио предлогот. Одиме понатаму. Предлог решение за разрешување и именување на член во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Комисијата предлага во Комисијата за еднакви можности на жените и мажите да се разрешува Антон Крстовски поради престанок на мандат да се именува Оливер Медведев. Ставам предлогот на гласanje. Кој е за Оливер Медведев да се именува за член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите? Едногласно, сите се за. Усвоен предлогот. Одиме понатаму. Предлог решение за разрешување и именување на председател и членови во Комисијата за земјоделие и лозарство. Комисијата предлага за членови во Комисијата за земјоделие и лозарство да се предлага за председател Александар Галачев и член на Советот на Комисијата Оливер Медведев и Евкан Усинов. Предлогот се става на гласanje. Кој е за Александар Галапчев, Оливер Медведев и Евкан Усинов да станат нови членови на Комисијата за земјоделие и лозарство? Гласаме. Кој е за? Едногласно. Одиме понатаму. Предлог решение за разрешување и именување на член во Комисијата за местна самоуправа. Комисијата предлага за член во Комисијата за местна самоуправа за нов член на мандатот во Комисијата да се именува Јулија Иванова. Го ставам на гласanje предлогот Јулија Иванова да биде член во Комисијата за местна самоуправа. Кој е за? Едногласно.